Јапонската влада повторно застана позади проекти значајни за општина Гевгелија. Со 80.000 евра овојпат овозможи целосна реконструкција на пумпната станица Вардар, од каде се задоволуваат потребите за водоснабдување не само на жителите на Гевгелија, туку и на Богданци. Обновувањето и модернизацијата на станицата двојно ќе го зголеми количеството на вода за пиење, односно 100 литри чиста вода за пиење ќе се создаваат само за 1 секунда, за разлика од досегашните 50 литри. Како општина се завземаме и за подобрување и понатаму на водоснабдувањето на општина Гевгелија. Еве секој момент очекуваме овие денови да после божикните празници да отпочне со изграда на новиот водоводен систем за снабдување на општина Гевгелија. Исто ќе експлоатираме бунари од бунарското подрачје покрај Вардар. Комплетно еден нов систем кој што ќе биде со средства под заем од Светска банка и средства од ИПА грант кој што го добиваме, значи околу 1,5 милион евра е целата финансиска конструкција. Тојоказу Кабута, представникот на јапонската влада, како и постојаниот представник на програмата за развој на Обединетите нации Луиза Винтон, ја пуштија во употреба реконструираната пумпна станица Вардар во Гевгелија, со која ќе се задоволат зголемените потреби од вода. We're very pleased with this first step with the Што можеме да кажеме дека ова се само почетни чекори, соработка со поврзана со зголемувањето на капацитетот за снабдување со вода на Гевгелија и отстранување на потенцијалните недостатоци во летното време. И сме особено среќни што ќе можеме да продолжиме понатаму во соработка со креирање на нова мини депонија во рамките на општина Гевгелија. Во моментов се наоѓаме во фаза на изработка на студијата за импактот врз животната средина, која што се надеваме дека ќе заврши до средината на месецот февруари. Заедничките проекти на општина Гевгелија со UNDP ќе продолжат и во иднина, овој пат со реализација и изградба на мини депонија.